Благодарам, председателке. Почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска е четврти ден од општата расправа на Комисијата за финансирање и буџет, каде на дневен ред е исклучително значаен документ. На разгледување е буџетот на Република Македонија за 2025 година. Во овој документ се содржани сите програми и подпрограми за функционирање на министерствата, агенциите, фондовите, единиците на локалните самоуправи, односно сите буџетски корисници, или со еден збор со овој документ е предвидена економската иднина и развојот на Република Македонија за 2025 година. Разгледувајќи го документот, неговата содржина, параметрите кои се содржани во него и бенефитот кој во 2025 година треба да го доживее економијата, јас слободно можам да кажам дека се работи за исклучиво развоен буџет со вклучена социјална компонента и има за цел да генерира засилен економски раст. Буџетот представува слика на општествените потреби. Од една страна проекции за приходите, а од друга страна распределба на расходите. На приходната страна детерминирани се 358 милиарди денари. На расходната страна имаме 400,2 милиарди денари. Дефицитот е проектиран на 41,3 милиарди денари или на ниво од 4% од планираниот бруто домашен производ. Буџет во кој дополнителна карактеристика е тоа што трендот на раст на расходите е понизок од трендот на раст на приходите. Односно, со овој буџет приходите се зголемени за 13%, а расходите за 10% во однос на 2024 година, што пак представува носи кон консолидација и намалување на буџетскиот дефицит за околу 3,3 милиарди денари. Во 2025 година се очекуваат позитивни движења и економскиот раст да забрза за 3,7%. Како резултат на растот на инвестициите, раст на стапката на вработеност од 45,6 на 47,2% и последователен пат на стапката на невработеност од 12,5 на 11,2%. Растот на пензиите и на платите, солидно зголемување на потрошувачката и закрепнување на надворешната побарувачка. Најголем придонес кон растот за 2025 година се очекува да имаат бруто инвестициите со раст од 8,1%, преку интензивирање и реализација на големите инфраструктурни проекти, финансирани од државата, во патната и железничката инфраструктура, како и проекти во енергетиката, земјоделието, образованието и здравството. Главен фокус на даночната политика е да ги зголемиме приходите, преку модернизација и оптимизација на системот за наплата. Даночната политика ќе се базира на намалување на сивата економија, која зафаќа од 30 до 40% од вкупната економија. Целта е преку зголемена дигитализација да се намали сивата економија и да се воспостави ефикасен даночен систем, со цел секој редовно да ги плаќа своите даночни обврски кои ги должи на државата. Кога секој редовно ќе си го плати она што и го должи на државата, даноците само така може да останат ниски. А во исто време и поголем износ на средства за капитални инвестиции, даночни ослободувања, субвенции и стимулации на работењето на домашниот приватен сектор и граѓаните. Никој повеќе нема да биде повластен и амнестиран. Во ова држава секој мора да си ги заврши своите обврски. Тоа се покажа и во изминатите 4-5 месеци, кога видовме како може да се зголеми наплатата во Царинската управа, во Управата за јавни приходи и јавното предпријатие за државни патишта. Ова значи дека оваа влада нема да остане ортак со сивата економија. Најзначајна ставка во предлог буџетот за 2025 година се капиталните расходи, кои со учество од околу 5% во бруто домашниот производ на годишно ниво представуваат клучен елемент на јавните финансии со силна развојна компонента и се планирани на ниво
од околу 50,5 милиарди денари, со учество од 12,6% во структурата на расходите. Капиталните расходи создаваат предуслови за нов циклус на економски раст, обезбедување значително ниво на јавни инвестиции, кои што се основа за подобрување на економските перспективи. Дополнително, растот ќе биде поддржан преку поддршка на општините за реализација на капитални инвестиции со цел порамномерен регионален развој, како и подобар животен стандард на сите граѓани. Тука сакам да ги споменам и проектите кои се многу значени за Македонија, но воедно и многу важни за Крива Паланка, од каде што доаѓам и јас. Тоа е изградбата на експресниот пат од Страцин до Крива Паланка, кој е дел од коридорот 8, а веќе е во завршна фаза на реализација и многу брзо ќе биде пуштен во употреба. Потоа продолжуваме со проектирање на нов експресен пат од Страцин до Куманово, што значително ќе го подобри квалитетот и брзината на патување од Крива Паланка до Скопје за помалку од 1 час. Дополнително продолжува изградбата на железницата, како дел од коридорот 8, каде што првата делница од Куманово до Белјаковце е во завршна фаза. Се работи на втората делница од Белјаковце до Крива Паланка, за која средства се обезбедени. И во моментот се надминуваат техничките проблеми од третата делница, а тоа е од Крива Паланка до Деве Бајр и спојување со Република Бугарија. Од буџетот за 2025 година, од ставката за реализација на капитални инвестиции за општините, на располагање на општина Крива Паланка ќе бидат дополнителни 155 милиони денари или нешто над 2,5 милиони евра. Средства кои општината може да ги искористи за проекти од кои бенефит ќе имаат граѓаните на Крива Паланка. Ставката за пензии во буџетот за 2025 година е проектирано да се зголеми за 16,6% во износ од 15 милиарди денари. Во месец март пензионерите ќе ги добијат договореното покачување во износ од 2500 денари и со октомвриското покачување ќе добијат историски нависоко покачување на пензиите во висина од 5000 денари. 338.000 пензионери ќе добијат 5.000 денари покачување на своите пензии, односно минималната пензија ќе се зголеми за 36%, а просечната пензија за цели 25% со ова покачување. Сериозна економска активност ќе предизвика и финансиската помош од владата, која се состои од билатералниот заем од Унгарија, односно поволните кредити за стопанството, кои се повеќе од потребни за домашните компании, кои со ваква помош ќе можат да инвестираат во нови машини и алати, нови производствени капацитети, модернизација на постоечките, со што ќе го зголемат сопственото производство, конкурентноста, вработувањата, а со тоа ќе растат и платите на вработените. Повисоки плати ќе имаат и образовните работници, од основното, средното и високото образование, здравствените работници, државните административци и полицијата. Планирани се средства за подобрување на условите во здравствените установи и набавка на медицинска опрема, инвестиции во образованието, детската заштита и спортот, опремување и реконструкција на универзитетите и инвестиции во спортската инфраструктура. Веќе се работи на реконструкција на студентските домови, проект за унапредување на социјалните услуги, инвестиции во земјоделството и подобрување на конкурентноста. Сите овие инвестиции и мерки представуваат реална и опиплива промена. Предлог буџетот за 2025 година е развоен, стабилен и прилагоден спрема потребите на нашето општество. Ги повикувам сите колеги пратеници, без разлика на политичката припадност, да дадат поддршка и да гласаат за овој предлог буџет за 2025 година. Само на тој начин ќе покажеме дека сме подготвени да работиме за интересот на нашиот народ и за интересот на Република Македонија. Ви благодарам.